Не стивнуваат реакциите од граѓаните после одликувањето на првиот човек на Сорос во Македонија Владимир Милчин од страна на косовскиот претседател Хашим Тачи за заслуги за унапредување на албанците. Ваквиот чин денеска најде на револт и осудување и од стружани кои велат дека одликувањето на Милчин не е изненадување. Како го оценувате потегот што деновиве претседател на директор на фондацијата Сорос во Македонија Владимир Милчин беше одликуван од страна на косовскиот премиер Хашим Тачи за заслуги за УЧК? Па мислам дека е во најмала рака чудно, а во основа и дека ја покажува заднината на се ова што се случува во нашава држава во последниве 2 години. Мислам да навистина дека е најмалку чудо. Се потврди дека тој, како долгогодишен директор на фондацијата Отворено општество финансирано од Сорос, долги години работи на подривање на стабилноста на Македонија. Се докажа дека тој е соучесник во настаните од 2001 година. Понатака дека не престана да дејствуваат непријателски против независноста и сувереноста на македонската држава и на македонскиот народ со финансирањето на... Да опитате некое мало дете, па ќе ви кажи, тоа е срамотија, брука. Невидена брука со која што на видело излегве многу работи. Врската со Кумановските настани, врската со целава ова шарена револуција, врската па на крају крајава и со 2001 година да ги поврзи сите работи, тоа е една, како да речам, проста математика која што секој најобичен и неписмен човек може да ја направи. А ние што да порачаме? Да порачаме до граѓанството на време да се освестите, додека не е касно пред избори. Потегот е за секаква осуда од целиот македонски народ и од сите правдолюбиви, слободолюбиви народи и од околните земји, не само од македонскиот народ. Да го поздравам, ако му да се речи то поздрав, да си е сочува таа диплома која што му е даде Тачи и да им ја покажи кој ќе подостарит малку на неговите внукои и правнукои, да видят каков дедо и прадедо имале, односно од каква фамилија потекнуват. Што да се каже понатака? Ние имавме непријатен настан пред неколку години овде. Тој дојде за некој затворен, некој состанок да ги подриват стружаните, да не разнебитуват, да не судират, да предизвикат судир меѓу СДСМ и ВМРО. Тоа беше некаде околу локалните избори кога ние направивме една коалиција. Ние отворено се спротивставивме и го избркавме од тука. За тоа следуваше и казни, јас платив со жена ми казна и уште неколку платија по некој околу 500 евра, мислам. Околу 50 евра плативме казна и бевме малтретирани, викани во полиција. Сите тие работи докажуваат дека и тогашната власт соработуваше со него отворено. И што се каже понатака? Една недостоинствена изјава на еден крајно недостоинствен човек, кој што за жал се уште делуваат во Македонија. Претходно ваквиот настан предизвика лавина реакции на социјалните мрежи кои беа преполни со осуди за Милчин, првиот човек на фондацијата Отворено општество и најпозната Соросова фигура во Македонија. Инаку за подсетување, Милчин во вторникот од страна на косовскиот претседател Хашим Тачи беше одликуван за заслуги за унапредување на албанците, со што се најде меѓу 100 личности од Македонија кои беа одликувани, меѓу кои лидерите на ДУИ и на ДПА Али Ахмети и Мендух Тачи.